Еве се наоѓаме во Дом на младина, место на кое се реализира концертот посветен на Туше Проевски. Со мене е Зоран Илиев, артист кој ќе настапува на музичката сцена. Добра вечер, Илиев, еве што значи за вас да се биде дел од овој концерт? Добро вечер на вас. Ви благодарам како медиум што сте овде на овој први концерт. Искрен да бидам, за мене значи ова многу, бидејќи јас пораснав со музиката на Тоше. И најискрено ќе кажам, дај Боже да никогаш никој од нас немаше прилика да присуствува на ваков концерт. Дај Боже тој да беше жив и да заедно пееме со него на уште поголеми концерти од овој, но ние како музичари сме должни да му оддадеме максимална почит на човекот кој што ни даде правец на музика, правец на живење, правец буквален секаков животен, така да ова е најмалку што може да направиме за него и се надевам кога тој таму горе не гледа и ќе ни биде некако благодарен за ова што го правиме за него. Еве вие на сите ваши концерти посветувате песна за него. Како реагира публиката еве на тие песни? Па како што кажав, јас пораснав со неговата музика, на секој мој настап, без разлика дали е во ресторан, кафич, дискотека, па и на свадба буквално. Пеам доста песни од Тоше, затоа што тоа го сакам, со тоа пораснав и публиката секако нема човек што не ги знае неговите песни и многу ми е драго кога сите заедно пееме песни што оставиле трак во македонската музика и со тоа само го продолжуваме нивниот живот на тие песни и тие песни се надам дека ќе останат додека постои ова наша Македонија. Еве од неговите песни која е една која што можете да издвоите како посебна за вас? Најкомплетна песна, искрен да бидам, од Тоше Проевски, што ми е мене не најомилена, туку најкомплетна музички, што јас ја доживувам барем така, ми е Чија си. Значи, таа песна ми е така, музички, мелодиски, аранжмански, едноставно некако најкомплетна, инаку, како да кажам сега, да не сум јас компетентен да бирам која е најдобра песна, едноставно се што испеа Тоше е на максимално врвно светско ниво, така да еве би издвоил Чија си како една од песните што јас мислам дека се најкомплетни. Еве што мислите, дали македонските пејачи се поддржани од нашата публика? Па искрено да, значи секој македонски пејач има своја публика. На некој начин му ја украдовме публиката на Тоше со неговите песни. Благодарение на него, пак ќе кажам, и ние работиме со неговите песни, заработуваме и живееме на некој начин од неговите песни и тоа ќе остане така додека музицираме едноставно. Што мислите во однос на тоа зошто картите во дискотеките се поскапи на српските пејачи за разлика еве од нашите? Па да бидам искрен сега, можеби не е ни момент да ги разговараме тие српски пејачи и српски песни. Едноставно, можеби Србија има многу поголема реклама од нашите изведувачи, инаку јас сум сигурен дека во Македонија, и тоа тврдам, има многу поголеми музичари од српските музичари, многу поквалитетни пејачи и инструменталисти буквално секакви, но едноставно можеби ќе се сменат и кај нас работите на подобро, ќе вложат во нас некоја продукција, било која каква малку повеќе, ќе испливаме ние на некој скалило понагоре. Со мене е Александра Јанева, исто така музички артист кој ќе настапи вечер на сцената. Еве што значи за тебе да се биде дел од ваков концерт? Огромна е честа, морам да признам, да се биде дел од трибют, од еден омаж за нашиот најголем великан. Впрочем, јас пораснав со песните на Тоше, слушајќи ги секој ден, секојаш кога ќе се појавеше на телевизија, за мене беше празник. И секојаш буквално чекав пред телевизор да го гледам како настапува на своите концерти. Ми беше многу убава таа енергија која што тој има со публиката. И уште од мала морам да признам, учев од него и ми беше идол. И ниту еден од моите настапи не поминува без одпеана песна од Тоше, така што многу го почитувам, многу го сакам за тоа што беше, за неговиот лик и дело и за се што остави музички за себе. Еве, која е песната која што можете да издвоите од неговите песни? Има многу кои што ги сакам, но ете, ако мора вечерва, нека биде тоа Малечка. Таа ми е една од помилените.
Еве твојата нова песна Дождови е хит периодот. На кого е посветена истата? Дождови е песна која што настана многу спонтано во студио. Така и сите песни некако ги правиме со Лаза, никош немаме некоја конкретна замисла или идеја, меѓутоа од моменталната инспирација го правиме она што го чувствуваме. И периодот беше така некој мрачен, тмурен, врнеше дожд и тоа не инспирира да напишеме една песна со убава, срекна тематика, а сепак да има длабочина и да ја поврзуваат со таа појава која што е најемотивна, дождот како најемотивна појава и многу ми се допаѓа фидбекот од публиката, гледам дека сите ја слушаат, ја пеат, ми дават коментари дека е заразна, што навистина многу ми значи, затоа што тоа веќе е некој знак дека може да прерасне во хит. Два пати си била победничка на Макфест. Какво искуство представува тоа за тебе? Макфест е одличен фестивал за секој еден пееч во Македонија. Значи, тоа не е единствениот фестивал на кој што можеме да ја слушаме и да ја празнуваме македонската музика. Така што убаво искуство за секој еден пееч, за мене беше навистина една одскочна даска и до ден денес ме препознаваат по тие песни со кои што настапив на Макфест. Имав одлична комуникација уште тогаш, но и до ден денес со сите кои што ги запознав и од организацијата и од колегите за време на фестивалот и мене ми донесе навистина само убави спомени и беше еден добар чекор во мојата кариера, така што се најдобро. Која е една од твоите омилени песни? Ме ставивте во тешко. Имам многу македонски песни, омилени. Македонската музика е нешто што најмногу сакам и да го слушам и да го пеам. Затоа што вечерта е посветена на Тоше, еве ќе издвојам уште една песна од него која што ми е многу омилена, каза Моја си ти. Продолжуваме понатаму еве со мене младата талентирана Штипјанка Марија Данева. Еве што значи за тебе да се учествува на ваков концерт? Искрено сакам да кажам дека голема ми е честа и задоволството да бидам дел од ваков концерт. За мене ова представува, како да кажам, еден голем концерт кој што е посветен за еден наш музички ангел, кој што е горе меѓу ангелите и се надевам дека ова вечер сите заедно ќе уживаме и ќе пееме и ќе уживаме заедно во неговите песни. Еве која е една од неговите омилени песни, мислам на тебе што ти е омилена? На мене една од неговите најомилени песни ми е Рани на усните, што и вечерва ќе ја пеам. Имам многу повеќе песни, но таа ќе ја издвојам како најомилена песна. Еве кој е мотивот за твоето пеење? Па мотивот за моето пеење, јас искрено кога пеам се чувствувам толку многу убаво и секогаш пеењето ми исполнува и секогаш гледам кога ќе бидам нервозна или нешто слично, нервозата си ја вадам секогаш со пеењето.
Еве, каде се гледаш за 10 години од денес? Па, нормално дека се гледам на ваква голема убава музичка сцена, бидејќи јас тоа што го правам, уживам во него и тоа е тоа што сакам да го правам и понатаму во мојот живот и едноставно се гледам на музичка огромна сцена понатаму. Продолжуваме понатаму, Иве, со нас е Мартинијан Кириловски. Што значи за вас да се биде дел од ваков концерт? Мислам дека овие концерти што се затрошија треба да се од година во година да се прават се почесто и почесто и многу ми е задоволство што сум дел од една ваква манифестација и се надевам во наредниот период дека ќе се организираат вакви манифестации и во други градови. Со тоа што ќе успееме да го сочуваме од Саборав и Тоше и неговите песни. Иве, која е песната од него која на вас ви е омилена и можете да издвоите? Од него што можам да издвојам, што ми е мене омилена е Све ово премало за крај. Таа мислам дека е она врх поред мен. Иве, во 2019 сте биле победник овде на Макфест, кој што е познат за град Штип. Какво искуство представува тоа за вас? Па можам да кажам слободно дека тоа е најпрестижниот фестивал во Македонија, но меѓутоа и во целиот регион, пошто нели на Макфест исто така доаѓаат и од целиот регион, Србија, Хрватска, Босна, Црна Гора, Словенија. И тоа за мене представува една одскочна таска со што тука ми почна се на некој начин, заради тоа што прв пат се појавив на малите екрани токму на Макфест во 2013 година. Иве, каде се гледате за 10 години? Па за 10 години се гледам успешен пејач со многу албуми позади себе и се надевам да ја представувам Македонија на Евровизија. Тоа ми е животна жел. Иве, што мислите, дали младите пејачи се подржувани од македонската публика? Тоа е многу сериозно прашање. Да, се подржувани, но мислам дека треба малку повеќе елан да им се дава на македонските пејачи. Да се вреднуваат. Не само пејачите, туку има многу квалитетни композитори, аранжери, продуценти кои треба се повеќе и повеќе па да се подржуваат. Чувството да се биде дел од ваков концерт кој што е реализиран еве во чест на Тоше Проевски? Па добро, не ми е прв пат да бидам на ваков настан, сум учествувал и на други настани. Навистина секогаш кога се пеат хитовите на Тоше е предизвик голем и е задоволство за тоа што Тоше е еден пејач кој што барем во мојата генерација на пејачи кога растев, ние сите учевме од него. И секогаш е предизвик да се пее, многу е тешко да се пее Тоше. И дефинитивно има многу големи хитови кои што ги остави зад себе и еве тие живеат, ова публика се уште ги пее и ќе ги пее уште долго време. Која ви е омилена песна еве од неговите песни? Па искрено сите ми се омилени, затоа што мислам дека нема песна која што не му е хит. Не можам да се врзам за некоја песна, би било глупаво да се врзам, затоа што стварно сите имаат своја енергија, своја душа, свој аранжман, своја музика, текст. Иве, што мислите, дали овде ја имаат поддршката музичките артисти од публиката? Македонската музика? Па за жал, долга тема е тоа.
мислам дека треба да се разбудат македонските пејачи од зимски сон и медиумите како медиуми малце повеќе да ја промовираат македонската музика, затоа што таа е наша, ние сме тука македонци кои што твориме, кои што работиме, кои што секако ни треба поддршка, нели? И за таа музика стигне до луѓето. Тоа беше се што подготвивме за вас. Драги гледачи, ви благодариме за вашето внимание и одвоено време. Останете на Имнет телевизија.